Ти за еден спортист да направиш врвен, тоа е многу пари за било кој спорт. Ние не смеме више вака да се понашаме према спортистите. Парите да идат у ветер, како се вика, они и да се канализираат се по нивни джебови. Ние не можеме вака више да се понашаме, кои што немаат одговорност. Мора да има одговорност. И како и претходната влада која беше со ваучерите, со ова, они направија, многу направија. И не можеме више вака да се понашаме. Значи оваа држава е наша, на сите. Не се само на една, само на македонци или пример на албанци. Ова е наша држава, на сите. Сите сме се родиле тука, сите ние преку спортот сме дошле до некој ниво кој што сите не почитува. Ама кога ќе ставиш вакви луѓе, кои што врска немаат ни од спорт, иако биле спортисти, кога ќе дојдеш, место да ги среди сите работи, они си прават партиски, како се вика, шаблон. Само на тие ќе ги делиме пари, овие нека умираат. Па не може така, бе. Председател на Македонија е на сите, министер на спорт е на сите. Не можеш да ги делиш ти луѓето кои се партиски или кои се како се вика. Тоа се деца наши кои што утре ќе го веат македонското знаме. Ама ваква во сила на моќ на министер да прави што сакаш. Пензиите уште не ги пуштија. Значи национални пензии што се. Уште не ги пуштат, ги држат ова. Зашто ги држите? Пензиите треба се пуштат од 1 до 5. А не бе дечко другиот месец да помине. Уште не ги бе, 29 сме. Ова е срам. Право срам за него. Како човек, како менаџер кој што треба да ги изменаџира. Значи он нема осет, како се вика, за одговорност. Нема осет. Ти дома ако направиш нешто, татко ти ќе рече, еј, што правиш ти? Ама ова нема никаков осет. 5 месеци плата не сме земале кога стана он министер. Он секој ден, како се вика, јаде бифтек и по 45-50 денари едно вино пие. Како не ти е срам, бе, човече? 5 месеци плата не сме земале. Па тука доаѓаат кредитите наши, тука доаѓаат алиментации, тука доаѓаат ова кривишна добиваш за алиментација, како се вика, значи сите овона. Каков ти менаџер си? Ја да сум како него, значи од моментот треба да си даеш оставка. Ви ги сплатија тие 5 плати? После тоа, ама што? Кога си се задолжил од овој до оно и кога ги вратиш пак си на нула, немаш ништо, разбираш? А ги имаш и тие пари пак идат како се вика во приватни жебови, значи во како се вика во дел и во државата, значи кривишно од државата во судот, како се вика дел по овие кредити што се во тие брзи дел, ама тоа све со камати е, камата на камата имаш, ди. Тоа го измислиле, не знам. Зимаш еден, враќаш 5? Да, тоа е така. Вели, ти во Министерството за спорт, тоа е порано во твое време, кога ти таму почна, беше Агенција за млади и спорт. Прво беше Министерство за спорт, првата моја како се вика стипендија, Ѓорги Боја беше тоа. Тој беше човек кој што го знаеше спортот. И менаџираше додека менаџираше и после не ми одговараше Министерство за спорт. Јас имна во Агенција за млади и спорт. Кога беше подобро, агенција или министерство? Па министерство е секогаш подобро. Но пак ќе кажам, нема одговорност. Во Агенција за млади и спорт нема одговорност. Да им лезе сега, како се вика, инспекција, пола кидат и затвор кидат. Што имаат многу направено. Многу лошотилок има направено на самиот спорт. Многу лошотилок имаат направено на федерации.
Добро, она што е нејасно е, еве, заслужуваат и нашите гледачи Пошто е да го министерство знаат. мора да има одјавен карактер. Кај нас не работи како се вика што е одјавен карактер. Нема кај нас такво нешто. Во однос на тебе, она што е нејасно, заслужуваат и нашите гледачи да го знаат, а тоа е ти таму беше вработен со решение, ти беше инспектор. Решение 17,5 Така. години. Да. Е сега, народ си кажано, те набрка, те избрка, зашто? Не, од политичка моќ. Политичка. Од негова политичка моќ. Сегашниот министер, министер. да. Борко Рисовски. Да. Зашто не му идеш по газот. Така му доаѓа тоа. Може да ни кажеш вака што се случи ако не е така? Види, проблемот е уште од претходно е. Значи Со Наумче. Со Наумче. Значи они се другарчиња ово, разбираш? Но Наумче не се освели да ми избрка. Он можеше, дури ама пак он беше подобар кога ќе се кажеше, пак имаше некој респект према мене. Иако сме се карале па после добро извини ово, ама ова сточарска фаца што ја има дечкаво, тој треба да си даде оставка. Значи дечкото треба да си даде оставка. Значи не го бива едноставно. Каде беше кавгата меѓу тебе и него, за да он каже, ајде веќе? Види, кавгата не е само меѓу мене и многу наши вработени, кои некои сега се за пензија, а некои кои што се помлади, луѓето плачат од него. И таков гестапо понашање према вработените, тоа го нема нигде. Деме кон сега, дали некој излегол на кафе, нема никаква работа, мада у министерството све, која имаш работа, си ја доработуваш, ако нешто имаш да купиш до пазар, до ова, како се вика, или да платиш некоја сметка, ако излезеш 5 минути или 10 минути, толку е кај нас. И сега ти го казнуваш заради тоа, ама само одредени луѓе. Значи, само одредени луѓе. И тоа се све казни по 20%, по 3 месеци, по 1 месец, по 2 месеци. Значи, да можат, значи, тоа е, викам, од сила на моќ, ама и од его, нешто на его. Пошто министерот кој е, разбираш? А кој е Вели Мумин? 3 пати, како се вика, спортист на Македонија, никад не бил спортист на Македонија. Орден за заслуга, он го нема тоа, ама Вели го има. И сега ти не може да се споредуваш со мене, место да ми уклучат, како се вика, во спорт за млади, пошто сепак младите ме знаат, во било кој спорт. Како икона, како човек кој што е респектиран од народот, од децата, Ти ме тргаш на страна на 8 кат, не ми даваш ништо да работам, ама мора да седиш како у затвор. Ако трнеш да купиш кафе надвор, одма идеш тие таму ени лигуши што ги има, со список и дали си ке те најдат у канцеларија овона. Токмак еден. Ова е Вели Мумин, ова не е некој уличар или што лепел плакати, Јас сум ја заслужил таа работа, Јас сум ја заслужил таа пензија. Таа не ми е дадена. Значи, таа е освоена по закон, по уставот на Република Македонија. Таа не ми е дадена. Па и Вели Мумин да не работи. Само да се појавува таму. Јас сум заслужил. Значи, 10 кила крв имам исплюкано за оваа држава. 360 пати сум го дигнал знамето. Па кој си ти, дечко? Кој си ти? Пак ќе кажам, сточарска фаца. Тоа е, такви луѓе го водат спортот. И затоа спортот ни е на колапс. Ако те сватив по ова твое излагање, после тие казни што ги направил на тебе на одредени луѓе, вие сте се скарале од тогаш сте влегле во некаква војна, да кажам, например. Последниот ден, за да он каже готово, веќе ти не дојде. Што се случи тогаш, мислам,
Сигурно не е зашо јас си отишол на на Фейсбук, пазар. само на Фейсбук пишав дека ова што се дешава со Олимписката младинска, ова, викам дека не е во ред. А многу пари се дадени за организација, за све. Ама имаш фидбек, вртење парите у круг. Значи многу, негде околу 3,5-4 милиона се дадени евра. Тоа не се малку. За статус на Фейсбук ти кажа не дојде веќе на работа. Ајде, од тука почна све, знаеш. Значи, од тука почна. И како ја можам да пишувам ова? Па јас сум таму вработен. Ја не сум вработен у комуналец. Ја ги гледам. Сега не можам да прекјутам, зашто гледам дека спортот е даун. Значи, нокдаун. Сите спортови. И на крај се докаже тоа. Не само со организацијата, него ниеден спортист од нашите не зема медал на младинската олимпијада. Ниеден не зема медал. Не знам дали го имаш тој податок. Значи, колку ни е слаб спортот. А многу пари се даваат и на училишен спорт, и на некои посебни федерации, кои што немаат врски, бадминтон, којто и бадминтон. Ajde. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Loki. Happy birthday to you. Ajde, duvaj. 1, 2, 4. Фу, браво, браво. Ај се една слика.